Да, се враќаме во студиото. Тука е, како што кажавме, Никица Корубин, поранешна пратеничка. Добре дојавте во студио 10. Благодарам за поканата, поздрав до гледачите. Ги читам, господјо Корубин, вашите анализи кои ги пишувате и ставови и во однос на војната во Иран, како и секогаш различни, специфични во нашиот јавен простор. Ја коментирате војната или конфликтот на еден друг начин, на еден културолошки, историски, на еден идеолошки начин, ги гледате работите од еден друг агол, не од воено-економски, од кој што најчесто се гледа, што е навистина специфично кај нас. Па така, на некој начин, тука вие препознавате еден и цивилизацијски судир, помеѓу, ајде да речеме, колоквијално истокот и западот, дека и тоа се случува, дека не е прв пат, дека се повторува. Па еве, да влеземе со тоа. Јас сакам да кажам дека кога ги читав вашите анализи, за жал се согласувам со поголем дел од нив, што не е добро за разговоров, затоа се обидов да најдам контратези за, нели, да ги спротиставиме тие како тези, нели, во јавниот простор. Па така, зошто еве на почеток, зошто гледате така на тој судир? Знаете, кога ги коментирам работите, конкретно еве за овој судир, да го кажеме помеѓу западниот свет и Иран од другата страна, иако мислам дека границите се изместени и не е она традиционалниот запад со традиционалниот исток во случајов, меѓутоа има многу врска со она што американскиот претседател Доналд Трамп го кажа уште на почетокот на својот мандат, го повторија во неколку наврати и подпредседателот Джей Ди Венс и на последната Минхенска конференција Марко Рубио, дека всушност она што е загрозено во светот е загрозена западната цивилизација или западната култура, што го нарекуваме, и тоа не е само по себе загрозена од Иран, туку генерално и од поведението на самите држави, односно инфилтрирањето на влијанија кои не нужно се секогаш во духот на она што се нарекува западна култура. Она што кај мене е интересно и она што ме мотивираше практично да ги напишам тие две анализи, беше повеќе реакцијата на овој судир или реакцијата на повеќе би рекла либералните левичарски центар кругови на де-факто режим, де-факто брутален режим како што е иранскиот режим, теократија, која треба да биде на спротивната страна за се што се залагаат некакви си либерални или да кажеме прогресивни кругови, не само кај нас, и во Европа, и во Соединетите Американски држави, или генерално да кажеме, во светот и кои формално секогаш се ставаат на страна на меѓународниот светски поредок или во одбрана на меѓународниот светски поредок, а сега се ставија на страната на иранскиот режим. Таја динамика на односи, односно за што вие фактички се залагате, а што појавно проектирате како мислење или како став, за мене беше интересно. Знаете, најинтересно беше што кога започна оваа голема криза минатата недела околу Иран, сите се повикуваа и сакајќи да го одбранат на некој начин овој теократски режим, сите се повикуваа на Персија и на големата персиска култура, и јас кажав еден од моите текстови, а каква врска има Персија и персиската култура со еден теократски исламски режим, кој е практично спротивност на се она што била Персија некогаш. Значи, вие не може да се повикате на потеклото и на историјата што сте имале некогаш, што несомнено е Персија една од најголемите култури на Блискиот исток или генерално во историјата на човештвото, меѓутоа не може преку Персија на таков површен начин да го оправдате постапувањето на современа држава, сега во современиот свет, која е практично држава која го негира и го суспендира истиот и меѓународен правен поредок, кој велите дека треба да опстане, така, и нормално и некако помала држава треба да велиме дека е во интерес на сите да има меѓународен правен поредок. Да, тука сега како проблематични се појавуваат неколку моменти, тези или аргументи, како сакате. Прво, мислам дека можеме да се согласиме и двајцата дека тој меѓународен правен поредок во смисла на неговата функционалност не мораме воопшто да ја коментираме, тоа е јасно дека не постои, не само поради овој, туку поради низа конфликти во минатото. Јасно е дека светот го движат интереси на најголемите сили пред се. Но можеме да зборуваме за некакви морални или етички вредности во смисла кога се определуваме
на чива страна сме или на каде сакаме да бидеме, ајде да речем. И сега тука постојат два моменти. Еден е овој што го зборувате, дека во Иран де факто постои еден теократски режим кој спроведува еден тврд тип на религиозно право, ајде да речеме, нивна интерпретација на тоа право, каде што, еве да бидеме најдиректни, значи имаме случаи каде што девојчиња кои не носеле марами, се носат во полициска станица, се претепуваат, се убиваат и само поради тоа што не носеле марама во јавност. Мислам дека поексплицитно тоа не можеме да бидеме. Од друга страна, во ред имаме Америка како демократија, но од друга страна знаеме дека Америка исто така не се води од интереси кои се поврзани со демократијата во Иран, туку поради нивни геополитички интереси, судрот со Кина, нафта, енергенси и така натаму. Значи, нивните мотиви не се исто така хумани или демократски, туку се исклучиво водени од свој собствен интерес. Па така ги имаме тие две спротивставени тези. Еве да речам, работите не се црно-бели. Тоа е јасно, туку се некако сиви, секогаш и како тука да се најдеме во тие спротивставени страни. Точно, меѓутоа, знаете, што е всушност меѓународниот правен поредок? Меѓународниот правен поредок почива на една многу интересна премиса, а тоа е премисата на слобода на живот, слобода на говор и слобода на избор. Односно, во фокус ги има човековите права. И оттаму, нели, се развива после суверенитетот на државата, да има, нели, контрола над својата територија, да управува внатрешно и слично. Меѓутоа, во основа се базира меѓународниот правен поредок после Втората светска војна на принципите на западната култура или на принципите на либералните демократи или на либералните општества. И околу тоа се договараат сите. Еве, Обединетите нации се договараат околу тоа или Советот на безбедност се договараат околу тие примерни принципи. Дали тие примерни принципи функционираат еднакво во секоја држава или функционираат само во формално демократските држави? Дали се тоа републикански, парламентарни демократи, не е битен политичкиот систем на уредување. Односно, кога станува збор за меѓународниот правен поредок, ние сепак зборуваме за вредностите на западната цивилизација и западната култура, во која политички постојат и држави како Иран, и држави како Северна Кореја, и држави како Венецуела, и држави како Русија, кои спроведуваат, и други држави кои спроведуваат едно авторитарно уредување внатрешно, кое се коси со основните принципи на меѓународниот правен поредок. Меѓутоа, кога се случуваат конфликти, имате вие различни конфликти изминатите, да кажеме, неколку децении, половина веќе повеќе после Втората светска војна, секогаш се бара од демократските држави да постапуваат по принципите на меѓународниот правен поредок, а се навикнуваме авторитарните држави да ги толерираме во нивната авторитарност или во нивната тоталитарност. И затоа велам е интересен. Не е проблем луѓето да имаат различен став, да имаат став проирански или проруски или проамерички. Проблемот е што вие не може истовремено да инсистирате на борба против корупција, на слобода на говор, на демократија внатрешно или да се жалите на некакво си авторитарно постапување внатрешно, а при тоа, кога е надвор, да толерирате авторитарни режими како Иран, да толерирате авторитарни режими како Русија, а кријки се поради нарушување на меѓународниот правен поредок и велики па да, Соединетите американски држави го рушат сега меѓународниот правен поредок. Да, ама меѓународниот правен поредок беше срушен и кога Русија ја нападна Украина, така? И тоа беше спротивно на меѓународниот правен поредок. Меѓутоа, интересно е, зошто е толеранцијата кога тоа го прават тоталитарните системи, тогаш имаме толеранција за меѓународниот правен поредок и не ламентираме, не се жалиме зошто е тој нарушен, ама кога тоа ќе го направи некоја демократска држава, тогаш нели се очекува од една демократска држава да постапува по правилата. Не велам дека не треба да постапува по правилата, велам дека светот во кој живееме е неправеден и е суспендиран меѓународниот правен поредок поради толеранцијата на тие демократии и поради нивната соработка со системи кои де факто не се демократски. Мотивот исто така битен. Точно, јас ќе се согласам дека Соединетите американски држави имаат различни мотиви, цела низа на мотиви и нормално и ние тука анализираме и на светско ниво, никој до крај не може да разбере што е позадината на ова.
меѓутоа не треба да не водат емоции при анализите, туку треба да бидеме колку што е можно пообјективни. А кога вас анализите ви се сведуваат на тоа дека Израел го натера председателот Доналд Трамп да влезе во оваа игра, или кога ви се сведуваат на пропалестински или прохамас емоции или антиизраелски, антисемитски, тогаш ще губи смислата на анализата и на реалните случувања. Имаме историски причини да се сомневаме во мотивите на Соединетите Американски држави, тоа прилично фотографски. Значи, дали да зборуваме за последната интервенција врз Афганистан, која се случи после 9/11, каде што буквално нема никаква врска помеѓу талибанците и луѓето кои ги нападнаа Соединетите Американски држави. Значи, никаква корелација нема. Или после нападот на оној втор напад врз Ирак и фамозното оружје за масовно уништување, кое знаеме дека никогаш не е најдено бидејќи не постоеше. Тоа подоцна го признаа и американски представници. Значи имаме директна причина да се сомневаме во американските мотиви, бидејќи веќе тоа го направиле два пати во поновата историја, да не се навраќаме на Виетнам и останатите интервенции. Да, меѓутоа мотивите на Соединетите Американски држави да влезат или не влезат во оваа интервенција не го менува фактот дека Иран де факто е опасност и за регионот, и за Европа, и за светот. Не го менува фактот дека Иран де факто финансира отворено и поддржува финансиски, воено и секако и методолошки цела низа на терористички организации кои се прогласени за терористички организации и од земјите на Европската унија и страна на Соединетите Американски држави. Дали таков Иран е дел од меѓународниот правен поредок? Дали таков Иран е во согласно со меѓународниот правен поредок за кој сега велиме дека е нарушен? Значи, не го менува тој факт, мотивите на Соединетите Американски и мотивите на Израел не го менуваат овој факт. Де факто ние имаме режим која е некаква стабилна, што е мојата теорија, зошто толку практично емоции има сега и зошто има сега толку антиамериканско расположение при оваа интервенција врз Иран, каква што немаше дури и при интервенцијата на Русија врз Украина, во смисла толку прототалитарно расположение. Мислам дека за разлика од Русија, која де факто е европска држава и која де факто пред нападот на Украина беше не само прифатена практично и од западниот свет, туку беше и малтене демократизирана или европизирана, затоа што не е оваа Русија. Пред 10-15 години имаше два големи спортски настани во Русија, и светското фудбалско првенство и зимските олимписки игри, па се сеќавате дека сите беа во голема љубов, да не кажам, нели, и политички и секако со истиот Владимир Путин кој сега ја нападна Украина. Значи, за разлика од Русија која после 90-тите години и има периоди на демократизација, па периоди на повторно враќање на тоталитарни и авторитарни режими, Иран нема. Иран е стабилниот режим на кој свеста, јас така барем мислам, дека во свеста на најлибералните кругови, најпрегресивните кругови, секогаш ви имате некоја силна страна која може да им се спротистави на Соединетите Американски држави. И мислам дека тој сон и тој мит се руши во моментов. Практично Соединетите Американски држави во овој момент со нападот врз Иран и со она што нели го имаме како информации и од нив и од медиумите, иако краток е овој период од 10 дена, нанесува огромна штета на воената сила на Иран. Како тоа ќе се одрази понатаму? Да, тоа нели има тоникој политички континуитет, меѓутоа не се така едноставни работите. И мислам дека таа брана, затоа што, знаете, тоталитарните режими помеѓу себе или авторитарните режими имаат мрежа воспоставено на односи, на влијанија, на потпора, на подкрепа и слично. Кога вие ќе ги тргнете тие еден по еден, така, се руши силата автоматски индиректно и на Русија, меѓутоа метафорички или символички Иран, според мене, низ годините и Блискиот Исток е црвената линија за која велиме дека може да донесе и до светска глобална војна. И мислам дека тоа е повеќе стравот, условно кажано, на општества или на кругови во општествата кои сакаат да бидат или кои сакаме ние лесно, јас велам, лесно ние од дома да коментираме и лесно ни од позиција на демократска држава да коментираме како треба да биде или дали имал право Иран да се одбрани или немал право да се одбрани. Меѓутоа, сето тоа се случува во демократски општества. Значи, шансата ние и сега да дискутираме и да зборуваме и да разменуваме мислење имаме во демократско општество. Оваа шанса ја немаат луѓето
Да, оваа дебата во да речеме во Иран или во Северна Кореја не може да ја водите воопшто. Вака на телевизија тоа е јасно. Тоа е разликата можеби која многумина не ја разбираат кога слободно го кажуваат своето мислење тука. Да, продолжуваме со тие спротивставени аргументи или тези да речеме. Кога зборувате за Иран или кога зборуваме за Иран и опасноста од Иран, таму опасноста од нуклеарната програма на Иран е евидентна. Според тие податоци дошле до 62% од збогатување од ураниум, значи близко се да речеме до атомска бомба. Дали се толку близко после оваа интервенција ќе видиме. Таму има некои информации дека им се доста уништени тие капацитети, но кога зборуваме за тоа иранско штетно влијание на Блискиот Исток за терористички организации и така натаму, сето тоа е всушност една мрежа која навистина постои, тоа е да речеме беше и нивната мрежа во Сирија која веќе не постои после менувањето на Асад, но тоа е Хезболах во Либан, тоа е Хамас во Палестина, кои тие се да речеме понови поддржувачи на Хамас, пред тоа Хамас не беше поддржан од Иран, но и тоа се хутите во Јемен. Да, таа мрежа постои, но очигледно е дека таа мрежа е концентрирана во една насока на борба против Израел. Од друга страна, Израел исто така јасно е дека го крши тоа меѓународно хуманитарно право во Палестина, значи таму имаме и еден формален процес во меѓународниот суд на правдата против Бенјамин Нетањаху, кој се бара таму, обвинете во тој меѓународен суд, па така, да, Израел е демократска држава, но демократска држава која според многумина спроведува класичен геноцид. Така да, тука повторно имаме едни спротивставени аргументи кои не доаѓаат, повторно ни го наметнуваат прашањето на моралот и етиката во оваа интервенција. На моралот и етиката и на судирот, повторно ќе кажам, на она што е западна култура и на што се темели концептот на меѓународниот правен поредок и колку може во тој концепт на западна култура која го наметнува демократското уредување како предпоставена, јас би рекла, предпоставен темел или основа за воопшто да можеме да зборуваме за меѓународен правен поредок, каде што државите ќе имаат суверенитет, каде што нема да биде според тоа кој е најсилен или кој има најсилна војска, каде што ќе може да има меѓународен суд за воени злосторства, меѓународен суд за човекови права, значи цел тој систем на организации се темели на основите на западната цивилизација или западната култура. Денеска вие практично во сите држави, еве да кажем и Блискиот Исток, сите тие арапски држави, каков тип на живот водат? Тие особено во овие последниве 10 на 20 години. Значи практично центрите, дали е културни центри, дали спортски центри, се селат во земјите на Блискиот Исток. Дали е тоа живот или начин на живот кој можеме да го наречеме западен начин на живот? Да. Значи секаде е практично навлезена западната култура и тој судир, сега што вие го кажувате, се преклопува можеби токму тука. И кога администрацијата на Трамп зборува за спас на западната култура или западната цивилизација, и ја критикува Европа, а кај нас тоа највеќе се гледа преку миграцијата, зашто вие дозволувате толку миграција, зашто го менувате начинот на живот и слично. Дали всушност збори за опстанок на западната култура како темел или како основа за опстанок на демократските општества, или збори за она традиционална западна христијанска култура која не може да иземеме и која и како голема дебата постои во самите врз која заснувана Европа всушност. Врз која заснувана Европа и врз која заснуван меѓународниот правен поредок, кој го прифаќаат и земји кои ниту се христијански, во случајов се муслимански или исламски земји се и земјите од Блискиот Исток и Иран. Меѓутоа начинот на кој го практикуваат исламот е сосема различен. Дали го употребуваат како политичка алатка или дали се практично како се вели темели на исламот. Тука има и една борба според мене внатрешна за примат како што има борба на страната како е кај нас се прекршува токму борбата за приматот кој го има врз христијанството, односно врз православието. Така имаме ние политичко инсистирање на Москва да биде новиот Цариград, практично и автокефалноста на МПЦ, на Македонската православна црква Охридска архиепископија е на црвената линија на таа борба. Потполно таква борба иста постои во исламот. Кој ќе го има приматот на исламот? Ќе го има Иран како теократска држава или ќе го имаат на пример Саудиска Арабија, од каде што формално
можеме да го сместиме почетокот на исламот. Така да има повеќе нијанси. Но која е исто така теократска држава? Која исто така теократска држава, меѓутоа теократска капиталистичка држава која дозволува да го наречеме инфилтрирање на западната култура и практично тој регион допред нормално оваа интервенција беше најпожелниот регион за цела западна хемисфера. Но знаете што, има некои интересни моменти, ајде да речеме, има анализи кои велат дека Иран е подемократска држава од Саудитска Арабија, разликата е во ајде да речеме во односот на Иран кон Западот, бидејќи Иран е со децении по западни санкции и затворен од тие причини, и од тие причини е свртен кон Русија, од Кина, повеќе од практични причини, бидејќи едноставно така функционира поради санкциите. А сето тоа е на некој начин поврзано повторно во односот со Израел. Но во Иран имаме избори на кои претседателот се бира навистина, ајде да речеме според волјата на гласачите. Имаме два система, има еден тој теократски каде што се ајатоласи кои се бираат верски, но претседателот се бира на релативно фер избори и навистина таму кога имаме два кандидати постои борба кој ќе биде. Во Саудитска Арабија од друга страна имаме кралство каде што имате наследни, така е. Немаме воопшто избор никаков. Меѓутоа дали имате избор или имате избор кој е под контрола на врховниот ајатола? Значи која е атмосферата за избор? Анализите велат дека некаков избор за претседател сепак има. Да, некаков избор постои формален. Тоа е формално практикување кое практично ја минира суштината на она што го нарекуваме повторно ќе кажам демократија, општество каде што може да зборуваме за слободата на говор, општество каде што може да зборуваме за некакви правила и за некаков систем. Таа е фактички таа мимикрија на демократија која често пати и ние ја гледаме кај нас, значи нели локално ние кога критикуваме, мислиме дека е најстрашно кај нас, па ги наоѓаме сите мани, па велиме да, ние теоретски имаме парламентарна демократија, формално парламентот не ја обавува својата улога, формално власта се наметнува над тоа. Меѓутоа, знаете, проблемот на Блискиот исток, конкретно за Иран и односот со Израел, на некој начин е пренесен, се рефлектира и во општеството, и во Соединетите Американски држави. Вие знаете колку влијание имаше за време на случувањата во Газа после 7 октомври и во Израел генерално, колку влијание имаше на самото американско општество и колку влијание имаше на изборот на Доналд Трамп како претседател и колку реакција имаше, да кажеме, на американското или на европското општество за страдањата на палестинците. Несомнено има деструкција од огромни размери во Газа. Меѓутоа, каква реакција и какво сочувство имаше со палестинците, а како отсуствува таа реакција сега со случувањата во Иран на почетокот на годината, кога нели тие бројките практично не може никој да ги потврди ни во Иран, меѓутоа бројките не може да ги потврди никој објективно и во Газа на настрадани луѓе. Така имаше дека во Иран се ликвидирани можеби до 30.000, не велам дека е тоа точната бројка. Има, да. Реакцијата не беше ни приближно иста како што беше на страдањата во Газа. Јас мислам дека, исто како што мислам дека Иран е од една страна главниот антиамерикански бастион во светот, на ист начин палестинците се главните жртви врз кој голем дел од западните општества или голем дел на моје големо разочарување, либерални, левичарски и центар кругови ќе ја покажуваат својата наводна и лажна грижа. Едноставно како да на одреден тип на групации во општествата им се потребни жртви како палестинците, им е потребен режим како Иран за да ја задржат оваа ситуација каде што нормално цело време ќе се збори дека да, нарушен е меѓународниот правен поредок, ама ние ја имаме привилегираната положба на демократски општества, затоа што меѓународниот правен поредок и повелбата на Обединетите нации прво збори за човековите права, а потоа зборува за суверенитетот на државите. Кога ги гледам коментарите кај нас, да речеме на социјалните мрежи, кога се зборува за Иран, за интервенцијата, па и за Газа и така натаму, но сега сме кај Иран. Не знам, мислам дека некако постои 90%, ајде да речеме, антиамериканско расположение. И интересно е што тоа некако не обединува како општество пред се, ајде да речеме, двете најголеми етнички групи, македонците и албанците, како да се
едногласни тука во таа антиамериканска во тој антиамерикански став, што е многу интересно за мене како социолошка појава. Тука може да се обединиме слободно. Зошто е тоа така? Зошто во нашето општество има толку силно едно антиамериканско расположение во поглед на оваа интервенција? Па ја затоа велам, знаете... Дали сме толку ние, сега, не знам, слободарско општество, толку многу се залагаме за меѓународниот поредок и право и веднаш знаеме на која страна да застанеме инстинктивно, или се работи за нешто друго? Јас мислам дека бирањето на симпатиите оди според тоа дали е антизападно или не. А ако се сеќавате, на почетокот сите беа одушевени од победата на Доналд Трамп овдека и регионално, не само кај нас, затоа што мисла дека ќе воспостави поблиски односи со Русија. И тоа како ги на почетокот, нели, како тој велеше дека ќе ја завршам војната во Украина за 24 часа, дека треба Русија, нели, да се врати, да кажеме, во тој меѓународен правен поредок, така симпатиите одеа за Доналд Трамп. Значи не е антиамериканско само по себе, него дали Соединетите американски држави имаат симпатии за тоталитарни режими или не. Во моментот кога декларативно председателот американски Доналд Трамп има симпатии за тоталитарни режими или ги подобрува односите со Русија или го кани Владимир Путин, рускиот председател, кај него во Америка, тогаш Доналд Трамп е добар, тогаш Соединетите американски се добри, Соединетите американски држави. Во моментот кога се влошува ситуацијата со Русија, кога нели се воспоставуваат санкциите, да кажеме за енергенсите се актуелни за нафтата во целиот регион, бидејќи кај нас и нели големо влијание има и тоа, тогаш наеднаш Соединетите американски држави се лоши. Значи, дали антиамериканското расположение кај нас е поведено од тоа како се однесуваат Соединетите американски држави према тоталитарни и авторитарни режими за кои имаат симпатии луѓето и не толку луѓето колку што имаат елитите симпатии кај нас. Па вие ќе го изберете дали е добро да бидеш на страната на Иран или на страната на Израел, во зависно од тоа дали таму има некој тоталитарен режим или нема тоталитарен режим. Значи, ние практично сме на спротивната страна од демократијата и од демократските постапувања и од системите кои може да бидат демократски и кои може да сочуваат некакви вредности. Значи, вие може да имате симпатии или не за Доналд Трамп, може да имате симпатии или не за Соединетите американски држави, ама де факто Соединетите американски држави се еден од темелите на демократијата, каде што е овозможено системот на сменливост, на променливост, на слобода на говор, на систем на правила. Се разбира дека тоа е случај со Европската унија, се разбира дека тоа е случај со други делови од светот, Австралија, Јапонија и така натаму. Значи, тој систем нас ни е битен да се одржи. Дали тој ќе се нарекува како Соединените американски држави, кои воено дефинитивно се супериорни до тој степен што една изјава на Доналд Трамп ги руши берзите или ги качува берзите, значи тоа ја покажува реалната фактичка моќ, значи воената моќ со себе повлекува и политичката моќ повлекува воена моќ, ама неговата политичка и воена моќ произлегува од системот на демократија. И ја мислам дека главната дебата со сите овие турбуленции изминативе 4, 6, 10 години е дали ние ќе го задржиме системот на демократски општества во светот и во кој степен тој ќе биде доминантен. Тоа е главната битка и тоа се подразбира, јас мислам, кој ќе каже битка за западната култура и западната цивилизација, во кој интересно, во текстот во кој јас го пишував за Персија, ние сме делот од западната култура. Тоа е многу интересно, тоа е фасцинантно. Ќе ми дозволите малку историски. Да. Значи, практично судирот, големиот судир на Персија, на старата Персија, се збориме од 6-тиот, 5-тиот век, со западниот свет, а западниот свет тука е Хеленскиот, Хелада, старата Грција, Македонија, Тракија, Илирите, Епир, Мала Азија, тоа е западниот свет тогаш. Рим се уште го нема достигнато. Колевката на цивилизацијата. Колевката на цивилизациите се гради преку судирот со големата персиска култура. Истокот бил тогаш јасно дефиниран. Истокот е Персија. И дури и тогаш Персија имало прилично брутален режим. Ако да правиме некакви споредби со какви политички уредувања имале тогаш тие градови, држави или тие колонии на бреговите на Мала Азија. Значи, она што се нарекува темел на западната цивилизација се гради токму преку судирот, тоа се тие грчко-персиски војни и Херодот, тој се смета за прв историчар во светот, речи си цела книга е посветувана на судирот на Персија со тие во таа ситуација Македонија, тогашното кралство Македонија била освоена од Персија, била вазал на Персија, меѓутоа секогаш се трудела да помага на грчките градови или на хеленските градови држави. Вториот голем судир со Персија се разбира кампањата на Александар Македонски, Александар Велики, и тоа е практично тој ја освојува целосно Персија.
ја покорува, меѓутоа многу интересно пристапот на Александар Македонски е дури за денешен период прилично космополитски, прилично демократски. Тој бил осуден од македонското општество затоа што сакал да ги прифати персиските обичаи и да создаде свет каде што ќе има комуникација, меѓусебно разбирање на култури кои биле диаметрално спротивни. И практично затоа вела дека освојувањето на Александар Велики, Александар Македонски за секогаш го менува текот на светската историја и тоа е тие се првите комуникацијски канали кои се воспоставуваат тогаш, општества кои траат следните 300 години, тоа се неговите наследници, дијадосите, епигоните и така натаму, и ја менуваат светската историја. И освојувањето на Рим кога доаѓа, Римската република после Римската империја, веќе начекува интегрирани, измешани општества. Од друга страна, тие историски лекции на што не учат? Не учат дека до ден денес најбитни се трговските рути. Да, но денес сето тоа некако многу забрзано глобализирано, се разбира, за разлика од тогаш кога географски било тешко да се помине сето тоа. Забрзано е, добро рековте, а суштината е потполно иста. Иста е, да, но денеска релациите и односите се многу поедноставни, да. Така е. Ајде да се вратиме сагам да разговарам за неколку работи кои ги спомнавте. Едно е тоа односот кон Русија на некој начин ги дефинира нашите ставови во поглед на тие светски геополитички релации. Јас морам да ви кажам дека сум, ајде можеби не то, сум малку изненаден, кога зборувам со многу луѓе, и со многу луѓе кои ги сметам, ајде да речеме, за луѓе кои имаат, ајде не баш либерал, не само либерални, туку и демократски ставови кон светот и кон сваќањата и сето тоа што доаѓа со тоа, дека сите имаат некакви симпатии кон Русија кај нас. Тоа е неверојатно. Значи, ја не знам, ретко е, можеби 1 од 10 луѓе ќе видам дека навистина гледа критички на тоа што се случува таму. Значи 9 од 10 скриено или не скриено некако сепак го поддржуваат Путин. Многу интересен феномен според мен. Тоа е според мене феномен останат, да кажеме, ние сепак голем број на генерации се израснати во еден тоталитарен систем. Ние можеме колку сакаме да ја представиме Југославија дека била полиберален социјализам, социјалистичко уредување, похумано општество, де факто бил тоталитарно во смисла на политичко владење, така, начин на кој постои таа држава. И мислам дека таа тоталитарна матрица, јас повторно ќе кажам, не толку кај луѓето, колку кај елитите. Под елити јас подразбирам не само политичка власт, туку подразбирам и образовна власт или како се вика, едукација, академска јавност, подразбирам и медиуми, подразбирам и финансиски, или да кажеме, нема да кажам термин олигархија, меѓутоа луѓе кои се вклучени во економија, финансија, значи едноставно луѓе кои се влијателни во општеството. Така, едноставно да кажеме, кои се влијателни во општеството, не мора да даваме било какви други квалификации, кои се суштински, кои имаат суштинска тоталитарна или авторитарна свест. Често пати кај нас се вели дека општеството е партизирано, така? И дека треба да се демократизира. Ја мислам дека не е проблем дека е општеството партизирано, туку дека носителите на одлуки во политичките партии, тоа не се членовите на политичките партии, туку носителите кои се секогаш мал круг на луѓе, се суштински недемократски луѓе. Дека тие суштински имаат авторитарна свест, која таа авторитарна свест после ја проектираат на целото општество. И таа тоталитарна или авторитарна свест подразбира дека демократијата не е нешто што ни носи корист, туку нешто што треба ние да го совладаме како препрека. И гледате ние како се однесуваме кон сите демократски механизми. Не го користиме парламентот затоа што таму реално де факто е највисоката законодавна власт во уставната власт, затоа што тоа се наши директни избрани луѓе. Тие се на директни непосредни избори. И тие треба да ги контролираат потоа сите надоле механизми. Не, кај нас парламентот е највеќе изложен на критика, кај нас парламентот го гледаме преку тоа кој колку зел патни трошоци, колкави плати имаат пратениците и слично, одземајќи им ја реалната моќ што имаат. А реалната моќ е да ги носат одлуките и да контролираат извршната власт. Значи, тој авторитарен начин на размислување, каде што ние зборуваме за лидер на партија, па лидер на опозиција, па поединец, фактички
е воспротивно со суштината на демократското владење. Суштината на демократското владење вели системот и институциите кои имаат луѓе кои, окей, тој ќе биде лидер 4 години, меѓутоа не е во лидерството битно, туку во функционирањето на системот е битен. Кога вие тоа ќе го суспендирате на овој или оној начин, или ќе го сведете на формално, што велите формално бираат во Иран, нели примерот што го дадовме, меѓутоа суштински тоа е недемократски. И кога ние повеќе се наклонуваме кон тоа да имаме еден силен лик, еден авторитарен лик, тогаш ние ја губиме суштинската демократска свест. Значи, вие треба да имате и како индивидуалец демократска свест, суштински демократска свест, за да можете тоа да го... Ако вие имате суштински авторитарна свест, како што имаат кај нас, тогаш вие ќе проектирате авторитаризам и тогаш секогаш симпатиите ќе ви одат кон ликови како Владимир Путин, кон ајатолахот или не знам како било кој диктаторски режими, меѓутоа секогаш ќе ви требаат финансиите и парите од Западот, секогаш ќе ви требаат контактите со Европската унија и секогаш како велиме ние се, ние сме се сигурни НАТО ќе не штити. Ама кој е нашиот придонес? Да, но кај нас јас имам впечаток дека разговарајќи со многу луѓе како да ние се уште да не го разбираме концептот на демократија. Што е всушност тоа демократија или подразбираат погрешен термин кога ја замислуваат демократијата. Замислуваат нешто друго. Најчесто тоа на некој начин се поврзува со некаква анархија, зборувам за оние кои така тоа си го представуваат во своите глави, или со некакво давање права на сите да прават што сакаат, па тоа е поврзано со некаква своја лична несигурност, небезбедност, дека тоа така влијае, дека властите немаат доволно овластувања, дека државата е слаба и така натаму. Така ја подразбираат демократијата и претпоставам дека затоа и се восхитуваат на тие авторитативни режими каде што гледаат силна држава која веднаш реагира. Како да не разбираат што е тоа демократија кога зборуваме за демократија. Нашата демократија сега е ваква каква што е поради сите тие политички елити кои биле 30 години на власт. Ако тие политички елити никогаш и изворно не сакале демократија, туку сакале да останат во еден систем кој се надевале дека на овој или оној начин ќе продолжи, без разлика дали е тоа формална некаква Југославија или некаква скратена Југославија или како и да е, тој тоталитарен систем, вие никогаш не ја прифаќате изворно. Проблемот е што кај нас од старт не е прифатена демократското уредување како привилегија, туку како наметнување, како нужност. Така се третираат кај нас и сите договори, така и Преспанскиот и Охридскиот договор, како нешто што ни е наметнато, кога вие цело време ќе проектирате во општеството, дека нешто со сила ви се наметнува, дека Западот нас со сила нешто ни наметнува, и притоа произведувате еден буквално хибриден систем, хибриден режим, систем на заробена држава. Нормално дека луѓето кога ќе го споредат со она што било претходно ќе кажат да, тогаш имаше повеќе правила, ама сега нема повеќе правила не поради суштината на системот, туку поради злоупотребата на системот и одбивањето системот да биде вистински демократски. И затоа секогаш луѓето ќе инклинираат, ќе се наклонуваат кон нешто што нив им носи сигурност, не знаејќи дека всушност најголемата сигурност или не разбирајќи дека најголемата сигурност е токму во систем во кој тие самите имаат можност да бираат и да влијаат. Затоа велам, често пати и луѓето кои се кај нас на политичка позиција не ја сваќаат моќта што ја имаат. И сите тие пратеници можеби не размислуваат, еве пратениците се фативме, не мора да биде пратеник, министер, било кој обавува политичка функција. Него моќта му ја дава системот, него моќта му ја дава уставот, законите, не му ја дава моќта партијата или волјата на поединецот. Кога секој ќе се ја свати позицијата што си има и моќта што си ја има, еве, например, вие имате сега моќта како новинар, ја имате моќта на етерот, имате моќта да ја пренесете по раката. Таа моќ лична треба секој да биде свесен што ја има. И практично, затоа велам, дали овој светски конфликт е всушност борба за задржување на можноста да имаме демократски општества каде што како индивидуалци, како поединци ќе можеме да влијаеме. Има уште еден момент кој е исто така парадоксален, а тоа е дека сите овие кои зборуваат, кога коментираат, еве, дали се случувањата во Иран, Украина или кога зборуваат за тоа каде е добро, каде е лошо, кога бираат страна, кога ги даваат сите своји анализи, да ги прашате од каде знаат, од каде ги добиваат информациите, од каде го имаат сето тоа знаење кое го имаат, од каде го добиваат, од каде им е. И кога ќе видите дека сето тоа е благодарение на интернетот, на буквално на демократијата, на слободата на говор, на слободата на проток на информација, дека буквално
Сето тоа го знаат благодарение на таа демократија, но сепак се против. Да. На социјалните мрежи, кои инаку сите сопственици на социјалните мрежи се од Соединетите Американски држави. Да. Значи ние ги имаме тие благодарение на тие големи компании кои овозможуваат слободно, без било какви трошоци или со некакви минимални, зависно кој сака, како сака да учествува на тие социјални мрежи. Па дури парадоксално еве уште да се надоврзам и сите оние теории на заговор и за 5G, за вакцини, за што ти ја знам сите тие штетни влијанија, сето тоа се овозможува преку тие слободни демократски механизми. Така е. Принципот е само во демократски општества вие може да имате слободен наговор. Меѓутоа, протокот на информации, контролата на информација е всушност главниот проблем зошто на овој начин се радикализираат според мене и авторитарните режими. Ако вие до пред 50 или 100 години сте имале контрола на информациите и лесно сте ги контролирале информациите преку конкретни форми на пропагандни алатки, денеска вие не може така да контролирате информацијата. Стигаат информациите секаде, да, социјалните мрежи може да бидат искористени на овој или оној начин, и за ширење на теории на заговор, и за ширење на прави информации, и за ширење на лажни информации. И меѓу другото, мислам дека и тоа е една од причините зашто веќе во секојдневна употреба имаме вештачката интелигенција, затоа што селекцијата што ја прави на лажни и на точни информации е многу полесна токму преку вештачката интелигенција сега. И немањето на контрола врз информациите не прави нас информирани или барем ни ја дава можност да направиме селекција за правата информација. Да, добро, имаме ли ние опасност сега се селеме на повторно на таа голема слика во Соединетите Американски држави, имаме ли опасност сепак да речеме колевката на демократијата сега, која е Америка, да ја изгуби таа вредност, особено со Доналд Трамп, бидејќи знаете како? Го знаеме системот таму, дека е комплексен, не е толку едноставно вие да ги превземете сите институции тамо, Сенатот, Конгресот, начинот на гласање, на бирање, повеќе слоен систем, уставот и така натаму, но кога ги гледаме оние состаноци на Трамп со неговиот владен кабинет, да речеме, каде што буквално тој се однесува авторитативно, значи чекаме, па му аплаудираат, па внимава кој што ќе каже, па го фалат, како да гледаме еден состанок на Ким Јонг-ун во Северна Кореја, буквално со министрите. Имаме ли опасност таму од некакво нарушување на демократија, што мислам дека апсолутно би се пренело по тоа и би се почувствувало, ајде да речеме, во останатиот свет? Знаете, има голема разлика помеѓу она што Доналд Трамп го кажува и она што Доналд Трамп го прави. И таа негова перформативност, таа негова контраверзност, контрадикторност, каде што тој точно подсетува и со некои одлуки, не само декларативно, на некакви си, велите, од Северна Кореја, од Русија, од било каде тоталитарни матрици, е големо според мене е голема дилема дали е всушност само одвлекување на внимание од она што се случува реално на теренот. Она што се случува генерално во неговите постапки. Затоа што, на почетокот кажав, ние секогаш бараме меѓународниот правен поредок да биде спроведуван од демократските држави. Значи, секогаш ние од демократската држава ги бараме правилата, така да помине одлуката низ Конгрес, низ Сенат, еве за Соединетите Американски држави, кај нас да помине одлуката низ собрание, низ влада. Ама кога ќе се соочиме со, условно кажано, непријателот од другата страна, тој може што сака да прави, спротивно, неспротивно на меѓународниот правен поредок, лесно му е пошто е авторитарен режим, може да суспендира сите институции. И практично токму тие авторитарни режими ги користат слабостите на демократските општества за да ги загрозат екзистенцијално демократските општества. Сега, и за мене е ова дилема, и јас го поставувам како прашање. Дали всушност Доналд Трамп го прави неочекуваното од него? Никој не очекува од Соединетите Американски држави да се однесува недемократски, да се однесува авторитарно, бидејќи тоа им го толерираме и простуваме само на авторитарните режими. Ама дали ние може со големите светски кризи и проблеми, бидејќи Иран реално е опасно со децении за многу американски влади, за многу европски влади, за многу влади во соседството, израелски, било какви. Значи тоа не е на еден мандат проблем. Дали ние може да се спротиставиме на некој кој де факто сака да ја уништи, сака да ги уништи демократските општества, сака да ја уништи западната култура, преку демократијата, или мора да се злоупотреби на потполно ист начин, и тој го прави тоа на своевиден начин, за да ја спаси демократијата? Тоа е големо прашање. Значи, тука доаѓаме до мотивите. Тоа е онаа дилема, дали вие можете
да го победите противникот кој не игра според правило, а вие да играте според правило. А вие да играте според правило, односно дали вие сега практично го копирате противникот и му ја покажувате како изгледа неговата игра, ама кога ја играте вие. Да. Добро, имам уште неколку минути до крај, ајде да ги искористиме за едно прашање за нашите домашни случувања. Гледаме дека нашата влада, па од друга страна надворешната политика некако како да ја врза на два столба. Еден е за Доналд Трамп, Европската унија формално постои, тука е, но некако како да не сме премногу поврзани со неа, туку најмногу со Орбан и со Унгарија, со неговата линија, така барем мене ми се чини, дека сме поврзани на тие два столба и така функционираме. Што понатаму, особено во поглед на европскиот пат се разбира. Европскиот пат е јасен, значи треба да се направат уставните измени и тука нема никаква дилема, значи мислам дека 2 години беа доволно време за вакви и онакви изговори, сите опции се видоа дека не функционираат, сите ветувања се видоа дека се лажни или на ниво на манипулација или на ниво на заведување за изборите, значи тука е јасна ситуацијата. Интересна е динамиката, интересно е например што ние веднаш дадовме поддршка на Соединетите Американски држави и Израел. Што за мене е окей, позитивно, мислам дека тоа меѓу подобрите работи, затоа што битно е, мислам дека во вакви периоди да завземете јасен став. Слушнав секакви анализи, се наслушавме овие денови, каде што нели тезата дека ние треба да стоиме на страна, па некаде да не снема, невидливи да бидеме, апсолутно не држи, бидејќи не можете да бидете невидлив. Мислам дека сега се завзема јасно страната, а страната не значи поддршка или спротивување на војна. Тоа е, знаете, тоа е замката. Ако вие сте на страна на Соединетите Американски држави, значи вие сте милитантен, вие поддржувате војна, демек од другава страна имаме еден хуманитарен режим кој апсолутно не спроведува никакво насилство. Во моментов Иран е тој што го прекрши меѓународниот правен поредок, напаѓајќи држави кои апсолутно никаква врска немаат со било каков напад врз него, така? А ние зборуваме дека е прекршено страна на Соединетите Американски држави и Израел. Значи мислам дека завземањето на добра позиција е позитивно, колку и да носи тоа се разбира опасности, меѓутоа на крајот на кришата вие сте членка на НАТО, така вие сте членка на воен сојуз и покрај тоа што е одбранбен сојуз, тој де факто е воен сојуз, значи вие уште тука сте експонирани или изложени, имате соседи кои се директно изложени. Грција е наш стратешки партнер преку Преспанскиот договор. Грција е задолжена преку НАТО да го чува нашето небо, а таа е сега изложена, таа е на првата линија на фронтот преку Кипар. Бугарија исто така е изложена на другата страна, така кон Црното море и кон Русија, и Бугарија би требало во идеални услови според мен исто така да не биде стратешки партнер како сосед, така што не може вие да се изземете од геополитичките случувања. Таа одлука на владата според мен е добра и позитивна. Уште да ја направат одлуката со уставните измени и мислам дека сме добро позиционирани. Во однос на Унгарија, многу интересно. Унгарија формално е исто така, односно унгарскиот премиер Виктор Орбан исто така е голем поддржувач на политиката на Доналд Трамп. Меѓутоа, гледате вие што се случува во тие релации. Секретарот Марко Рубио ги посети и Будимпешта и Братислава, така и Словачка. Да. Меѓутоа, тоа не значеше олеснување за нивните за протокот на руска нафта кон нив. Така санкциите кон руската нафта остануваат. Што значи дека позицијата на Соединетите Американски држави во однос на санкциите на руската нафта се апсолутно јасни. Затоа велам има голема разлика помеѓу реториката и помеѓу она што се случува. И последниот закон за национална сигурност, безбедност кој го донесоа Соединетите Американски држави јасно кажуваше за поддржување на сите стратешки договори и територијалниот интегритет на сите држави на Балканот, што значи дека администрацијата на Доналд Трамп е уште по екстремна во смисла на сочувување на правилата на игра, така да кажам, на Балканот, отколку што беше претходната администрација. Да. Добро, Никица Корубин, ви благодарам за ова гостување. Ви благодарам за можноста. И со ова го завршуваме и ова Студио 10, почитувани гледачи. Ви благодариме на вниманието и на довербата. Останете со програмата на Телевизија 24.